Добро утро, ви благодарам многу, ги поздравувам нашите гледачи и се надевам дека и овој разговор во продолжение ќе им значи заради тоа што одново на некој начин е посветен на најмладите и сето она што се нарекува нова учебна година и начините на кои што таа треба да се изведе. Освен формалното образование кое што нели го очекува својот старт, тука си сите останати активности и едукативни центри кои што сепак се дел од воспитувањето и едукацијата на децата, а денеска ние се наоѓаме баш на едно такво место, каде што, како што велат, се создадени сите услови дури и за физичко присуство на децата, се со цел, како што реков, да ги надградуваат своите знаења и вештини, но сепак постои и опцијата за онлайн надградување на нивните знаења. За сето ова разговарам со мојата утринска соговорничка, ќе ја посакам добре дојде на Ема Стараковски, која што е собственик и едукатор во овој преубав центар. Имате многу убава атмосфера, Еврокидс. Добро утро и добро утро и од мене. Ви благодарам што не примивте да видиме какви ви се сега условите и покрај тоа што морам да напоменам, вие ми признавте, кажавте отворено дека работите некаде со 50% од капацитетот. Како сега се снаоѓате, како работите? Немате сепак клучна врата, тука сте на ковидот. На жал нели моравме да се префрли наставата од физичко присуство во онлайн присуство. Ни требаше известно време додека се адаптираме и ние, а и нашите ученици, да може да се собере целото тоа знаење онлайн. Беше одпрвен специфично тешко, но веќе сме адаптирани, спремни, софтверски подготвени, значи многу материјали собрани од секаде за да може да се изреализираат тие 60 минути за изучување на јазикот. И јазици имате, и креативни, и едукативни курсеви, така. Сега мораме за тоа да позборуваме, бидејќи начинот на кој што претходно сето ова било организирано тука, во вашите простори и уштедни кои што ги имате, сега делумно мора да биде онлайн префрлено. Возможно ли е сето тоа онлайн да се изучува? Според препораките од нашето Министерство за здравство и светското, подобро е онлайн, но сепак имаме услови овде и за физичко присуство, затоа што сега пред ден-два изгласа протоколи одобрија за начин на кој би се одвивала физичката настава во овие едукативни центри. Мојот и сите други, нели? Значи, има процедури, веројатно треба да бидат помал број, веројатно сигурно треба да се помал број на кандидати, треба хигиена пред влез, треба да се ние например облекуваме оние што се калчиња пластични за една употреба, миење раце пред, миење раце потоа или со дезентал се прскаме и сите на часот ако присуствуваат треба да си носат маска и се разбира да биде проветрена просторијата. Тоа е процедурата за физичка настава каде што бројот на кандидати според квадратура излегува, значи 4-5 кандидати максимум, вклучително и професорот едукаторот. Имате ли вие проблем, морам ова да прашам, бидејќи сепак нели стоите да речеме на чело на оваа ваша институција, можам слободно да ја наречам, едукативен центар, што значи дека носите и одговорност, апсолутно многу голема. Значи... Сега јас помнав, работа со половина капацитет. Дечињата исто доаѓаат во некоја многу помала бројка. Сето тоа од една страна треба да се издржи и финансиски, за да нема клучна врата, од друга страна пак ја кажам, ја носите одговорноста за дечињата да бидат безбедни. Сега како вие во таа средина, да речам, на сплет на околности успевате да до сега, од март до пред ден-два, немавме дозвола за физичко присуство на кандидати овде. Дозволата за дечиња ја добивме пред ден-два. За возрастни едукацијата течеше нормално, затоа што имавме дозвола од 15 мај. И значи си течеше со маски, со дезинфицирање, со сите тие пропратни процедури што ние треба да ги направиме. Така да од сега ќе почнеме физичко присуство овде од една група, од 8 кандидати, затоа што ние работиме со мал број на кандидати во една група. Сега ќе прополовиме по една, ќе правиме две, доколку и родителите и децата сакаат да имаат физичко присуство, односно да го изучуваат јазикот со физичко присуство. За креативни работилници и тоа немаме почнато оваа година, затоа што
Се уште чекавме одобренија од ова министерствата да знаеме што понатамо и како за да се заштитиме, да ги заштитиме и децата и самите едукатори. Морам да ве прашам кое е вашето лично мислење за онлайн наставата? Апсолутно сте компетентна за тоа да говорите, бидејќи сте во улога на едукатори. Сега, како што децата би требале да се приспособат на тој начин на учење, така и вие од другата страна треба да бидете соодветно подготвени и да имате моќ да го задржите нивното внимание онлайн. Дали е тоа изводливо, дали тоа сметате дека би вродило со доволно добар плод на крај? Доколку постои љубов кај едукаторот, одговорот е сигурно да. Значи, ако човек ја работи со љубов работата, дефинитивно има резултат и онлайн настава. Ви кажав од почеток, да, сите бевме некако затекнати со ситуацијата и не знаевме каде сега, што понатаму. После една недела карантин или локдаун, нели, она затворени дома, свативме дека нашата мисија е да продолжиме да се заврши степено, да се заврши едукацијата, да се заврши тоа што веќе дечињата го почнале на најдобар начин и веднаш се ги префрливме нашите часови онлайн да бидат. Како тоа изгледаше? Кој ги обучуваше вашите вработени? Сами ли го направивте тоа со собствени? Сами знаете дека денес интернетот помага. Да. Добро, тоа е сепак за поздравување, меѓутоа пак ќе кажам. Да, значи сами имавме семинари, значи потоа почна семинари да се извршуваат, вебинари всушност, каде што ние присуствувавме од повеќе издавачки куќи за да не обучат како што да направиме. Они работеа исклучиво за своите книги, значи оние изданија кои што ние ги работиме и кои што би ги работеле понатаму, но бидејќи е краток интервалот, 60 минути треба на оние дечиња со 6-7 години да се задржи вниманието, моравме да наоѓеме работи кои што нив ги интересираат и кои што нив им се интересни да им се задржи вниманието. Значи дури правиме и онлайн игри за на детето да не му е само учење, читање, нешто така по да може и на поинаков начин на поинаков начин, затоа што ние кога имаме во нашето училиште редовна настава со физичко присуство, обавезно се имплементираат игри, имаме настава долу во природа, ќе однесеме ќебенца со табличка, значи да им биде немонотоно, да го сакаат јазикот. Па сега тоа требаше да го направиме и на интернет, значи онлайн да го сакаат јазикот. Значи сметате дека со прилагодување може и јазик да се учи онлайн на крајот на криштата. Од почеток не со таков значи резултат, затоа што бевме сите почетници во тоа, и ние, и учениците, но со тек на време се доведовме до некоја сега перфекција, односно спонтаност. Така да и децата се навикнати, и ние часот е каде што имаме интеракција, али виртуелна интеракција, нели? Да. Јас реков фокусот можеби е на она формално образование заради тоа што нели уште неколку денови има до тој официјален старт на учебната година и нашето министерство надлежните се трудат да изнајдат, да речеме, некој соодветен начин за тоа да се одвива. Кога се во прашање приватниот сектор и приватните установи кои што сепак се бават со овој тип на дејност, образование и едукација, сметате ли дека можеби беше потребно и понатаму е потребно малку подобро и повеќе да ви се помогне за да можете да функционирате долгорочно? Помошта секогаш е добре дојдена и била добре дојдена, но и да не може државата да помогне, ќе се потрудиме најдоброто да го извлечеме и за нас и за кандидатите. Тоа е едноставно адаптација на условите во кои сме затекнати, не само ние, него целиот свет. Така да нема тука едноставно работа и само работа. Значи максимум да дадеме за барем минимум да добиеме возвратно. Јас реков уште кога вливавме утрово и наидовме на една убава атмосфера и добар дух, меѓутоа реално ако ги гледаме работите, планирате, пак ќе кажам, долгорочно да успеете вака да функционирате? Ова училиште од 2004. Јас како менаџер сум веќе 3-та година. Јас искрено се надевам дека нема да ги разочарам кандидатите кои што посетуваат настава овде без разлика дали станува збор за јазици изучување или каде што се дојдени да се релаксираат креативна работилница. Да. Мислам тоа е тоа. Еве сега во Киро Глигоров ќе се почне физичка настава, ние сме во близина.
Доколку некој родител сака физичка настава, имаме услови за физичка настава. Доколку сакаат онлайн настава. Значи нема тука исто и во другиот центар каде што сме во близина на училиштето, имаме услови за двата типа на настава. Бидејќи не следат веројатно и родители, баби, дедовци и така натаму кои го сакаат поздрав до најдобро сите. за нивните Так. деца и Па внуци, сите, нормално. сите. На нив ќе биде таа последна одлука како нивното дете ќе ги Да, изучува да, сите нешта да, во интернет, да. но сега затоа ќе ве прашам за вашето лично мислење, вие сте родител. Како сметате дека можеби влијае онлайн наставата врз општиот развој нели на децата или наставата со физичко присуство? Пак ќе кажам, ова е ваше мислење, не сугестија. Одлуката е нивна. Да, јас на пример од почеток бев скептик што како ќе биде, сите бевме затекнати. Со тек на време сватив дека тоа е нашата еднина, да се адаптираме. Човекот е да се адаптира. Децата се најадаптабилни од сите нас, верувајте. Мислам, они може, да, физичката настава можда има подобар ефект со она енергија што ние ја делиме со децата, онаа љубов која што ја делиме и тие нами, ние нив. И тоа е преку виртуелниот свет повторно прикажано, значи ако си доволно искусен и многу ја сакаш својата работа, тука нема, тоа е добитна комбинација и за онлайн настава. Сепак моje мислење е физичката нормално дека е подобра, сите знаеме, но и онлайн наставата дава одлични резултати. Доколку детето и професорот сакаат да го прават она што го прават. Да, и тоа да биде на најдобар можен начин. Многу се адаптабилни децата, знаете, мислам како се раѓа, се прифаќа, што му е изложено, тоа прифаќа, нели? Ви благодарам многу, уште еднаш Фала ќе кажам, ви, наидовме на честа. кај вас на една убава атмосфера која што успевате да ја задржите и покрај сите Ви благодарам. покомплицирани услови во споредба со претходно. Ќе Па посакам на крај. специфични се, ама тоа е, нема светска пандемија, мора да се... Ете така, ќе посакам да успевате и понатаму успешно Ви да си ја благодарам. вршите вашата работа и да имаме насмејани деца кои што соодветно Тоа е ќе растат и ќе се најбитно, развиваат. Да. најважно е тоа, да. Ви благодарам Ви уште еднаш што благодарам ме и бевте вам. гостинка. Ви благодарам. Еве се надевам дека овој разговор сепак ќе донесе и една позитивна мисла и убава енергија дека кога сакаме нештата можеме да ги направиме, меѓутоа се разбира кога се во прашање протоколите и начините како да работиме со децата, сепак оној главен збор треба да го имаат надлежните и институциите кои што ќе ги дадат соодветните правила како сето ова да го изведат оние кои што потоа тоа треба да го направат.